Расте револтот кај пелагониските бизнисмени по нивните ултимативни барања за приоритетно автопатско решавање на патниот правец Велес-Дервен Прилеп Битола Меджитлија, кои преку остар јавен допис упатен до владата беа изразени уште пред 20 на дена. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на средбата која се одржа на барање на стопанствениците токму за овој проблем, избегнувајќи конкретно да одговори на новинарското прашање како мислат да го решат ова во тековнава година, кога не беше ни ставено во програмата за 2021, се оправда дека тоа било само впечаток на бизнисмените. Сите овие проекти се во програма. Не е точно дека не се во програма. Програмата на јавното претпријатие за државни патишта е јавен документ. Во таа програма се ставени и Прилеп Битола, проектирање, физибилити студија, отпочнување на сите постапки и продолжување на експресните патишта Прилеп, градско Дреново Фариш, Сегако Плетвар преку ИПА програмата и Прилеп до Ленишка река. Впечатокот може да биде еден или друг. Спротивно на ова пак, пелагониските стопанственици беа децидни во својот допис дека патната инфраструктура во Пелагониско за оваа година е изземена од годишниот план, особено и заради тоа што тие бараат автопатско решение на патот Велес Битола преку Дервен, па се до Меджитлија, а не само реконструкција на веќе постоечките патишта. Ни треба нас автопатско решавање. Министерот најави за 2021-2022 година автопатско решавање Прилеп Битола, многу важно. Најави дека ќе се изгради за 2021 година правецот Дреново градско, и тој е многу важен. Меѓутоа, економски развој, во кој што ќе имаме странски инвеститори без инфраструктура современа, а тој е автопат. 96 година беше проектиран и се уште постои тој коридор со автопат 10D. Тој беше проектиран точно од Велес, Дервен, Чашка, Прилеп за Игуменица. Така да тој автопат е стварно тој правиот автопат. Инаку, пелагониските бизнисмени на крајот од минатиот месец реагираа поради изоставувањето на овој регион од годишниот план на владата за инфраструктурни зафати во 2021 година. Иако, токму пелагонискиот регион е втор по големина во земјава во придонесот на формирањето на бруто домашниот производ во Македонија со скоро 13%.